Почитувани гледачи, продолжуваме со делот наменет за здравје. Овој период вирусни инфекции ги исполнија болниците, особено детските оддели, најпогодени од вирусите и од респираторните инфекции кои што виреат овој период се децата, особено помалите деца до 3 годишна возраст. Како влијаат овие вирусни инфекции кај децата, како да ги заштитиме? Одговорите ќе ги добиеме од мојата денешна гостинка, доктор Наташа Најдановска-Луловска, специјалист педијатар во Аџибадем Систина. Доктора Луловска, добре дојдовте. Добро ве најдов. Чест ми е да учествувам во вашата емисија и да појасниме некои работи за родителите. Претпоставам дека ми беше добра најавата дека овој период буквално болниците се преполни со болни деца од респираторни, вирусни инфекции. Зошто толку многу толку изразена клиничка слика, толку потешка клиничка слика, имајќи во предвид дека пред ковидот сме немале толку наплив на пациенти со толку тешка клиничка слика. Да, вистина е, сите болници се исполнети со пациенти. Децата се прегледуваат и кај матичните лекари, но големо е оптеретувањето и во болничките капацитети оваа година. Периодот е за вирусни инфекции. Секоја година во овој период се среќаваме со голем број на респираторни вируси, но оваа година имаме впечаток дека тој број е доста зголемен, односно дека децата што посетуваат колективи, децата од градинките и децата од училиштата се постојано болни, се со една вироза која што трае подолго време, потоа се враќаат во колективот, па имаат следна вироза, така да постојано се болни овој период, се фаќа да со месеци децата кашлаат. Ланскиот период, овој период, децата во училиштата беа со маски и буквално немаше таков наплив во болниците, односно немаше толку болни деца и немаше толку тешки клинички слики. Дали сега ова го плаќаме данокот не само на намалениот имунитет, туку и на тоа што децата постојано беа со маски и всушност ни вирусите, ни инфекциите немаше како да си најдат свој домаќин? Апсолутно. Една од причините зошто сега оваа година гледаме зголемен број на респираторни вируси е тоа што децата носеа маски во колективите, тие што беа во училиштата, а втората причина е тоа што тие беа позаштитени и седеа дома, не одеа толку во игротеки, немаше толку групни собирања на децата, така да овие вируси кои што претходните години постојано циркулираа во нашето подрачје и децата редовно се бустерираа бидејќи беа во контакт секоја година, нивниот имун систем беше стимулиран кон тие вируси, ги немаше во претходните 2 години поради маските и поради оддалеченоста од социјалните контакти. И бидејќи тие вируси престанаа да циркулираат во ова подрачје, значи прокуженоста на населението, на децата, опадна и тој сезонски имунитет што тие го создаваа, го бустерираа секоја година, се намали во претходните 2 години, имуниот систем на децата некако стана поосетлив на тие вируси за кои што не беше стимулиран, меѓу кои се овие респираторни вируси со кои што се среќаваат сега. И бидејќи имуниот систем не беше поттикнат да ствара одбранбени механизми кон овие вируси во последните 2 години, сега, кога слободно циркулираат вирусите во колективите, децата се поподложни за да се разболуваат, но и за појака имуна реакција, појак имун одговор кон овие вируси и се со потешка клиничка слика, посебно по малите деца. Так. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктора Луловска, зашто токму по малите деца се поподложни на таа потешка клиничка слика? Имајќи во предвид дека зборуваме за деца до 3 годишна возраст, тоа се всушност децата пред ковид пандемијата, кои што буквално и не биле предпоставам во такви контакти, односно чувани дома под стаклено звоно, не биле носени надвор, не оделе во градинки. Апсолутно, постојат повеќе ризици зошто некоја возрастна група е поосетлива. Конкретно за оваа возрастна група од 1 до 3 години, секако дека важен фактор е оваа социјална одвоеност што тие ја има во периодот на ковид пандемијата кога беа поизолирани. Тоа е едната причина, но посебно осетливи на дел од овие вируси што сега циркулираат се доенчињата на возраст до 1 година. Значи, во моментот на нашата територија циркулираат неколку вируси, од кои што за истакнување е респираторниот синцицијален вирус, тој што го викаме РСВ вирус, на кој што се посебно подложни децата до 5-та година, но најмногу ризик представува вирусот кај доенчињата до 1 година.
Ова не е изолирана појава што се случува само во нашата земја. Со ова се соочуваат и европските земји, па и америчките земји. Ние постојано добиваме соопштенија од релевантните здруженија во Америка и во европските земји, кои што кажуваат дека и на нивната територија циркулираат неколку вируси, значи овој РСВ вирус почнува порано за разлика од другите години сезоната на грип. Ковидот е се помалку присутен, но се уште присутен. И како дополнување и аденовирусните инфекции, значи соопштенијата и од америчките и од европските здруженија кажуваат дека поголема е циркулацијата на овие вируси и тие прават потешка клиничка слика кај децата и на нивните подрачја. Добиваме соопштенија за америчките болници во кои што исто така се исполнети болничките капацитети за лекување на децата до 5-та година, најмногу до оние до 1-та година, до енчињата кои што се подложни на РСВ вирусот, но и децата до 5-та година кои што имаат потреба од болничко лекување, од хоспитализација се со потешка клиничка слика. Некои од тие деца... така тоа е и разликата од пред ковидот, дека не дека овие вируси сме ги немале, меѓутоа сега многу почесто завршуваат децата во болница отколку на домашно лекување. Пред да продолжиме и да објасниме колку може да бидат опасни овие вируси, да им дадеме предноси на нашите гледачи. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, до студијата и до докторката. Имам прашање до докторката. Значи имам 11-месечна детенца, кирпичка. Пред една недела ми спуштија од болница, значи од козлет со бронхопневмонија. Значи правеше пуштија дома да правиме една недела инхалација со пулмикорд. Во среда завршивме со пулмикорд и од вчера повторно почна да кашла и носот да и тече. Дали е можно да е некој нов вирус? Дали може да и дадам нешто за заштита? Да, видете. Добро прашање, во секој случај дали може вирус на вирус да се накалемува, односно да трае долготрајно овој процес на... Апсолутно. Прво, вирусните инфекции во овој период може да траат подолго време и децата да имаат пролонгирана кашлица. Постои циркулира една вироза сега која што има фебрилност до 7 дена, покачена температура, а кашлиците некогаш можат да траат и после втората недела. Детето да кашла и третата недела, посебно кога веќе има некоја комплицирана клиничка слика како што е бронхопневмонија. Не е исклучено дека детето дошло во контакт со втор вирус, кој што на оној ослабнат имунитет од претходната инфекција, на секундарен, да речеме, имун дефицит релативен после претходна инфекција, направило нова вирусна инфекција и продолжило да кашла. Прашањето на гледачката беше дека освен оние инхалации со пулмикорд кои ги завршиле, дали нешто дополнително може како за имунитет, за зајакнување на имунитетот? Вака општи препораки за зајакнување на имунитетот се исхраната да биде како што треба, значи децата да имаат здрава исхрана, да консумираат повеќе течности, да консумираат храна која што ќе биде богата со витамини, доколку не успеваме да внесеме се што треба од витамините, да внесеме и витамински суплементи, да пијат редовно пробиотици, да имаат доволно физичка активност, да внимаваме да имаат престој на чист воздух, на отворено и да имаат добар ноќен сон. Друго не би можела да кажам вака без преглед на дете. А инхалациите со пулмикорд нели исто така се полеснителни кога имаме процес на кашлица? Да, видете, инхалациите си имаат свое индикационо подрачје, се знае кои инхалации за што се и кога треба да се применуваат. Значи, не сите инхалации кај секое дете треба да се даваат. Инхалациите со физиолошки раствор секако, тие ќе го разводенат секретот, ќе го направат полесен за искашлување, за да тој не заостанува во дишното стебло, но сите други видови на лекови кои што се применуваат, тие се по одредена индикација. Инхалациите со пулмикорд би биле пожелни, односно имаат најјасна индикација во сите гајдленси за третирање на респираторни инфекции кај прематурните бебиња, значи тие што се родени пред време, кога ќе добијат некоја ваква вирусна инфекција како бронхиолит, кај нив често вирусните инфекции не остануваат во горното дишно стебло, туку прават воспаление на малите дишни патишта. Кај оваа возрастна група, во сите гајдленси има препораки да се инхалираат со пулмикорд. Кај поголемите деца, некогаш поминува и со инхалации само со физиолошки раствор или со хипертонисолени раствори, а кај дел од нив има потреба и од други лекови да се додадат во инхалациите, зависно од тоа дали постои некаква обструктивна компонента. Така. Имаме уште еден гледач на линија, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете.
Едно прашање до докторката и многу поздрав до докторката и до вас. Ви благодарим. Имам 6 години во прво отделение, еве 2 недели се кашла, се закашлува слајмо, не може нити да го искашла, нити да го готне. И така му создава проблеми. Бевте на лекар? Бевме на лекар, му дадоја сируп, го испи сирупо и си продолжи пак да кашла. И има запнато носе. Сув нос сега има, пред тоа имаше влажен нос со многу секрет. Да. Секрето сега престана, кашлицата настапи. Да. Видете, кашлицата е само симптом. Тоа не е болест. Кашлицата е симптом во склопот на сите симптоми кои што прават една болест. Значи, децата знаат да кашлаат од повеќе причини. И од алергии. Апсолутно. Има многу причини кои што доведуваат до кашлица кај децата. Една причина е секрет во носот кој што се слева кон долните дишни патишта и прави дразба за кашлање. Тоа се решава со тоа што се прави добра тоалета на носот. Носот треба да се измива со физиолошки раствор, треба добро да се испере, да се исчисти целиот секрет. Можат секојдневно да го користат тој физиолошки раствор, да, секако. Физиолошкиот раствор не пречи никако, не содржи никаков лек. Оние што се назални деконгестиви, како септаназал, како оперил, тие се лекови кои што треба да се користат во одредена индикација и не долго време, бидејќи ја сушат носната слузница. Значи, тие помагаат во одреден дел од процесот, кога, например, ќе има многу секрет, но и оток на слузницата на дишните патишта, тоа ќе го намали отокот, ќе намали и таа болка што они често ја имаат. Тоа е прашањето на нашата гледачка дека не може да го искашла тоа секретот и дека има затнат нос. Претпоставам дека можеби само физиолошки раствор. Да, но сепак треба детето да се преслуша, да се види дали е сето тоа од горните дишни патишта или има некоја причина за кашлица што е подоле. Значи, дали има ексудат, секрет во долното дишно стебло, дали има знаци за бронхит или за бронхопневмонија, дали има некаква обструкција. Значи, кашлицата е само еден симптом од спектарот. Сега некогаш за кашлица се користат сирупи, ако е таа сува и надразнителна, има сирупи кои што привремено ќе ја смират таа кашлица, доколку кашлицата е предизвикана од секрет во долното дишно стебло. Има експекторанси, има муколитици кои што ќе помогнат да се разводени секретот. Да, треба детето да се прегледа и да се процени која е адекватната терапија. Така. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Поздрав. Ви благодарам. Поздрав до докторката. Се јавува една баба од Битола. Сакам да прашам, за детенцето има 3 години. Меѓутоа, сега почна да оди в градинка. И почесто се разболува. Апетит за јадење никако. Кашла и почесто има болки во мешето од антибиотикот што му го дадоe. Ме слушате? Да, ве слушаме, ве слушаме. Да. Ајде, фала многу. Ви благодариме за јавувањето. Кога децата ќе тргнат во колективи, тие мора да дојдат во контакт со сите патогени кои што ги носи средината. Значи, со сите вируси и со сите бактерии кои што циркулираат во таа заедница. Да речеме, треба да се запознае и неговиот имун систем да одговори соодветно на тие инфективни причинители. Децата кои што одат во градинка треба да се редовно вакцинирани. Примаат вакцини за најчестите предизвикувачи, бактериски предизвикувачи на инфекции, тоа се пнеумокок, стрептококус пнеумонија и хемофилус. Освен тоа, во носната слузница на децата, често во градинките, често живеат и уште некои бактерии како мораксела и како стафилокок. Но децата се имунизирани за 2 од овие потешки бактерии, така да и кога ќе дојдат во градинките во контакт со тие бактерии, нивниот имун систем ги препознава и може да се избори да на локално ниво го среди проблемот, да тој не се... Токму така, нашата гледачка баба, како што каже, е загрижена затоа што сега тргнува во градинка и постојано е болно, меѓутоа како што велите, додека не се соочи со сите тие патогени, бактерии, вируси кои што вираат во таа околина. Детето, да, ќе помине еден период додека ги запознае тие причинители и додека неговиот имун систем не се избори со овие работи.
Тоа што повторно апелираме е здравиот начин на живот, здравите животни навики и правилно чување на децата, за да можат они да имаат капацитет во градинката да се изборат со сите овие работи. Така, имаме уште еден гледач на линија, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Имам прашање за докторката. Бебинцата моментално ми е 11 месеци, меѓутоа од 6 месеци сме во косле. Лежавме 7 дена, потоа имаме бронкоплеумонија, 3 обструкции, 3 антибиотици има испиено и се уште тече носот, повторно кашлање, значи од 6 месеци 5 до 11 месеци, значи 5 месеци е веќе со кашлање. Бактерии имаше во носот, се лечат, па се појавува друга, не одиме во градинка. Меѓутоа, прашањето ми е дали можно е да има никоја бактерија во крвта, дали да се направи пневмослайд, или како да продолжиме понатаму да третираме, затоа што постојано сме со кашлање, со течење на нос, со некоја си бактерија, а сме дома, здраво се храниме, во градинка не одиме. Да, дали тоа е прво дете во семејството или може... Второ дете. Така, првото дете оди во колектив? Да, тоа е прваче, меѓутоа стристеви со светчиските него, крвнастите се во ред. Да. Поголемото детенце е сепак во колектив и доаѓа во контакт со разни вируси, настинки, бактерии, сето тоа. Тоа дури во моментите кога нема симптоми на акутна респираторна инфекција, може да му тоа пренесе сепак може да има нешто во слузницата, во дишните патишта, и тоа да биде причината за овие рецидивни инфекции кај помалото дете, кај кое што имуниот систем се уште не е доволно Праша гледачката за пнеумослайд, колку и тој покажува. Видете, пнеумослайдот е имунолошко испитување во кое што се тестираат антителата од IgM и IgG класата, што значи тестираме дали има антитела за скора инфекција и за некоја помината. Во него можеме да видиме нешто, но не нешто што денес или вчера се, значи дури за IgM антителата кои што први се создаваат во акутните инфекции, треба време, една недела, некогаш и 10 дена, за да тие антитела пораснат и ние да видиме дека вистина детето било во контакт со таква инфекција. IgG антителата од друга страна ќе кажат што се претходните инфекции кои што детето ги добивало. Така да пнеумослайдот ќе даде еден приказ низ времето, значи што е тоа што биле претходните инфекции и што е тоа што сега пред извесен период детето го поминало, секако во рамките на тоа што тој пнеумослайд се тестира. Ќе даде насока како да продолжи понатамошниот процес, можеби на... Тоа ќе каже, ќе објасни повеќе тоа што поминало, отколку тоа што во моментот го има, тоа можеби ќе го видиме, зависно колку време трае, а можеби се уште нема да биде. Постојат и едни респираторни панели кои што работат не на база на имунологија, односно на база на проверка на антитела како што е пнеумослайдот, туку е PCR базирана метода, значи тоа детектира причинители во респираторниот тракт кои што се и бактериски и вирусни, но детектира активна репликација на вирусите, значи во моментот тоа што се случува ќе даде најдетален приказ ако направиме еден ваков PCR панел од респираторниот тракт. Но доколку докторот на детето, докторот што го прегледува и го води на клинички прегледи со лабораториски анализи, смета дека тоа е некаква вирусна инфекција која што е актуелна, од академско значење ќе биде само кој е вирусот и како тој се вика, бидејќи третманот на вирусите е неспецифичен, не постои еден одреден лек што можеме да го дадеме за посебните групи на вируси. Така. Освен за РСВ. Така. Доктора Луловска, бидејќи ни поминува времето на емисијата, сепак да ве прашаме на што е ваша специјалност, или вие сте на одделот за неонатологија. Ако еве 11-12 месечни бебиња може да бидат, што се вика, загрозени од поголеми братчиња и сестричиња од вируси и бактерии, како да ги заштитиме тогаш бебињата, односно предвреме родените бебиња од оваа сега експанзија на вирус? Знаете како, кога се работи за прво дете во семејството, тоа е позаштитено во секој случај, значи дури се ограничува пристапот на поширокото семејство. Секој што ќе влезе дома во сезона на вируси, во куќа кај што има бебе, треба да носи маска и треба да биде доволно свесен дека не треба да доаѓа со акутна респираторна инфекција. Така да првите деца во семејствата се како и да е заштитени. Вторите деца во семејствата се оние кои што се поподложни на инфекции, бидејќи првото дете е веќе во колектив.
не советуваме да бидат одвоени и првите деца треба да бидат во склоп на семејството, не може нив да ги пратиме по баби и дедовци да живеат, сепак ќе живеат дома. Тие кога се мали не можеме да ги тераме да седат дома со маски. Тоа што можеме да правиме е да стимулираме да помалото бебе е на доење, бидејќи мајката кога е во контакт со тие инфекции, сепак ќе направи неспецифична заштитна и имуна заштита преку млекото, ќе направи антитела, ќе направи одбранбени сили кои што преку млекото на мајката ќе одат кај бебето и бебето ќе биде колку толку заштитено од тие инфекции кои што ќе ги носи поголемото дете. Кога се работи за предвреме родено бебе, посебно тие што се многу предвреме родени или тие што се многу мали родени, кај нив сите овие мерки на заштита треба да бидат неколкократно зголемени, значи маски секако сите да носат, да дезинфицираат раце и површини, но секако, оние кои што се родени пред 32-та недела, тие што биле на механичка вентилација, тие што имаат бронхопулмонална дисплазија како резултат од прематуритетот, или децата со вродени срцеви мани, бебиња и невромускулни болести, се препорачува да примат една профилакса за овој РСВ вирус. Тоа се готови антитела кои што се викаат Синагис или Паливизумаб. Тоа е профилакса во која што им даваме готови антитела за да се борат со овој вирус доколку дојдат во контакт со него, за да не направат драматична клиничка слика во која што тие ќе треба да бидат хоспитализирани на кислородна подршка. Тоа сега да ја прашам, значи може да завршат и на кислородна подршка доколку дојдат. Да, и на кислородна подршка, дури и на неинвазивна или на инвазивна механичка вентилација некогаш, така да тоа е најосетливата популација за која што најмногу треба да се грижиме. Имаме сега таков позголемен број на такви болни предвреме родени и бебиња. Да, сите бебиња се болни, мислам, голем дел од бебињата што ние ги прегледуваме се болни, посебно тие што се втори деца во семејството. Значи, сите деца добија некаква вироза, дел од нив завршија амбулантски се следеа со чести контроли и со лекување, дел од нив сепак завршија во болнички услови, поминаа еден тек на инфекции и уште ги поминуваа, така да бебињата се најризични, најзагрозени и треба цело време да бидат на око, редовно да се прегледуваат, редовно да се преслушуваат. Така. Доктора Луловска, јас ви благодарам што бевте наш денешен гости, што ги споделивте овие совети. Се надам дека не ги исплашивме родителите, меѓутоа едноставно и му кажавме, односно со вашите совети му кажавте како да ги заштитат и децата, но и бебињата кои што се најосетливи на овие вируси. Секако, редовна посета на матичните лекари, доверба кон лекарите, спроведување на советите кои што они ги даваат и без паника, полека, без брзање, треба да се прати општата состојба на децата, не во секоја фебрилност да веднаш се брза да се направат лабораториски анализи или брисеви, сепак треба да пратиме во каква состојба е детето. Дали детето кога нема температура е свежо, дали пие доволно течности, дали е активно, дете кое што е залегнато, кое што е поспано, кое што е неактивно, нединамично, температура која што е висока, трае долго, надразнителна кашлица или свиркање во градите, отежнато, брзо дишање, ќе представува аларм да се посети повторно доктор. Така. Јас ви благодарам за гостувањето. Јас ви благодарам за можноста вака да споделиме некои искуства со гледачите. Така. Она што сега следува е блокот реклами, па се враќаме во студио.